Петмина биле директните учесници во убиството кај Смилковско езеро. Заедно дошли и заедно побегнале со возилото Opel Omega. 32-годишниот Африм Исмаиловиќ, неговиот брат 33-годишниот Агим Исмаиловиќ и Алил Демири, 27 годишен, се тројцата кои според извори од истрагата го користеле оружјето. Тие тројца стрелале во 5 жртви. Заедно со нив били и 54-годишниот Фейзи Азири и 24-годишниот Рами Сейди. За сите петмина МВР поднесе кривична пријава за тероризам. Според информациите на полицијата, околу 20 часот кај Смилковското езеро, тројцата пријавени со 2 автоматски пушки и 1 пиштол ги лишиле од живот петмината, а веднаш по убиството со возилото побегнале кон граничниот премин Долно Блаце. Автомобилот го оставиле кај местото Вражи Вир, а со помош на останатите двајца пријавени успеале и легално да заминат на Косово. Во полициската акција приведен е само Агим Исмаиловиќ, останатите двајца се во бегство. Според информации на Сител, оружјето кое беше запленето во акцијата Монструм било пронајдено во неколку објекти. Кај 60-годишната Фериде Билали од Отлја биле пронајдени голем дел на муниција и куршуми, рамки за автоматска и полуавтоматска пушка и реденици за пушкомитролес. Во низиниот дом имало и радиостаници, маскирни панталони, кошули, ранци, амблеми, легитимации и албум со ознаки на УЧК. Во низината куќа во Отлја биле и тактичките елеци, маскирна боја со амблем на УЧК. Оружје имало и во домот на Исни и Рамадан Насани, татко и син од Скопско Арачиново. Во семејната куќа чувале пиштоли и рамки со различен вид муниција. Во домот на 33-годишниот Назиф Мемети полицијата пронашла пиштол и 9 куршуми, а кај 28-годишниот Ибрахим Зајдини една автоматска пушка, неколку рамки за муниција, еден сигнален пиштол и една рачна бомба кашикара. За уште 10 останати лица полицијата поднела посебен извештај до основното јавно обвинителство под сомнение дека учествувале во организирање, подготвување и извршување, помагање и прикривање на кривичното дело тероризам извршено кај Смилковското езеро.